премудрост, простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од свето Евангелие според Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ, кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите ангели негови со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги одели едни од други како што овчарот ги оделува овците од козите. И ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: дојдете благословени од мојот Отец, наследете го царството, подготвено за вас од почетокот на светот. Оти гладен бев и ми дадовте да јадам, жеден бев и ме напоивте, странец бев и ме примивте. Необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, затвор бев и дојдовте при мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибравме, или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен или во затвор и те посетивме? А царот ќе им одговори и рече: вистина, вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа на еден од моите најмали браќа, мене сте ми го направиле. Тогаш ќе им каже и на оние што се од левата страна: одете од мене проклети во вечен оган, поготвен за ѓаволот и неговите ангели. Зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и не ме напоивте, странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен и во затвор бев и не ме посетивте. Тогаш и тие ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден, или странец или необлечен, или болен, или затвор и не те послуживме? Тогаш ќе им одговори и рече: доколку не сте го направиле тоа на еден од овие најмали браќа, и мене не сте ми го направиле. И тие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Господ. За какво повторно доаѓање на Синот човечки Христос зборува во Евангелието? Па првото доаѓање негово беше во смирение, за да не се исплаши човечкиот род од Бога. И тоа доаѓање беше потребно за Бог да се соедини со човекот. Затоа што ако Бог не станеше човек, и човекот не можеше да се обожи, односно неговата падната природа да се врати во првобитната слава. И домостројот негов се состоеше во тоа да го поучи човекот како да ја сочува таа убавина своја првобитна, божествена. Меѓутоа и он дојде за да пострада, и откако пострада, демонстрираше љубов кон човекот и седна после своето воскресение од десната страна во славата на Отецот. А со тоа негово седнување, он и човечката природа ја стави онаму каде што она не беше никогаш. Значи, човекот никогаш толку близу до Бога не бил. Христос тоа го направи. И сега второто негово доаѓање ќе се разликува од првото по тоа што Бог, односно Христос, како син човечки, со лик човечки, ќе се појави и со својата слава ќе им се прикаже целосно каков е и кој е на луѓето. И на оние што поверувале и на оние што не поверувале. Чи второто доаѓање ќе биде за суд на светот. И во второто доаѓање Христос ќе дојде во слава и како судија. За тоа второ доаѓање зборува Христос во смисла човекот да очекува нешто, да не живее безцелно, туку да живее со подготовка. Затоа што оној Бог кој што го возлюби и се даде себе си, ќе бара еден вид одговор, односно дали ние сме останали со затворени уши на неговиот повик или пак сме одговорили на повикот за влегување во Царството Небесно. Заради што всушност ќе бидат судени луѓето? Заради нељубов кон ближниот. Имено Христос, иако малку подетално позборува за таа нељубов, он всушност сакаше да го каже следново. Секој човек носи образ Божи, а преку тоа и
енергиите божествени ги има во себе. Таа креативност Божја ја носи во себе. И се тоа сведочи и за Создателот секој човек поотделно. И затоа и Христос за човекот вели дека му е брат. Току се идентифицира со луѓето. И што значи не е човек на човек волк, ниту пак Бог му е волк на човекот. Тоест, не смеа тие две природи, Божјата и човечката, да се негираат и да се уништуваат. Туку како во Христа, тие да се соединат неслиено. Бидејќи човекот, односно Христос стана и човек и Бог во исто време беше. И така најдобро и функционираше. И таа желба на Христа, човекот да се соедини со Бога, најдобро е изразена преку неговата молитва кон Отецот, кога вели и Оче, направи сите да бидат едно како што сме ние. Значи Бог и човекот да не бидат разделени. Притоа не уништувајќи се ниту едната, ниту другата природа, останувајќи онакви какви што се. И според ова, веќе Бог не е некој страшен судија, кој што само управува со светот. Христос, односно преку Христа, видовме дека Бог не се гнаси од своето создание, туку се соедини посебно со оние кои што страдаа најмногу, сострадуваше, а се соедини со сите. И според тоа судот на човекот ќе му биде заради тоа што поради својата кусоглед духовна не успеа Бога да го согледа во секое создание. А ако го видеше Бога, ќе го љубеше и секое создание. Значи едното со друго оди заедно. Ако не го гледаме Бога присутен во светот преку своите енергии, нема да смогнеме и ќе немаме причина и да го љубиме сето создание како од него дадено. Затоа гревот, односно судот се состои во тоа што нема да го љубиме ближниот и нема да го љубиме Бога. И ако Бога не го љубиме, и ближниот не можеме. Или како што се вели во Евангелието, кој не го љуби ближниот кого што го гледа, како може да го љуби Бога кого што не го гледа? Што значи едно со друго мора да оди. И според тоа судот е заради нељубов и кон ближниот, автоматски, кога ближниот не го љубиме, ни Бога не го љубиме. Што подразбираме по тоа вистински да се љуби човекот? Според прашањето ќе заклучиме дека постои невистинско љубење. Многу е важна побудата на љубовта. Значи љубовта не смее да биде патолошка, да биде лицемерна, да биде посесивна, да љубиме од страв дека ќе останеме сами. Тоа е се користолюбивост, а не е љубење на другиот. Вистински пример за тоа како треба да се љуби, Христос ни го покажа. Имено сите оние кои што беа осудени од еврејските старешини, Христос ги љубеше. Кога сакаа жената да ја каменуваат заради незините гревови, Христос ја помилува. Нели кога отиде кај цариникот на гости, сите го осудуваа Христос, меѓутоа Христос го помилува и него. Значи Бог го возлюби човекот само заради тоа што е негово чедо, негово создание. Од никаква корист. И заради нас, грешните, он пострада. Повторно без никаква корист, зашто не можеме да му возвратиме. И според тој негов пример на љубов, крајна љубов, до себе прогорување, треба и ние престојниот пост да го започнеме. Имено постот да не се состои единствено од воздржување од храна и со молитва, тој треба да биде действителен. Посебно треба да се згрижим, да покажеме милост кон оние што се болни, ужалени, како што вели Христос, во затвор, во прогонство. Вистински ќе го испостиме постот и вистински на крај ќе бидеме христијани, доколку успееме страдањето на другиот да го почувствуваме како свое. И тогаш на вистина ќе знаеме како да му помогнеме. И таа љубов е многу поразлична од онаа само емотивна и она што се чува во умот, за да можеме да кажеме: аха, сега јас сум добар човек, види колку добро правам. Додека вистински не го почувствуваме страдањето на другиот како свое, тогаш не можеме да го следиме и примерот Христов, и тогаш не можеме да бидеме ни христијани. Амин.